Почитуван премиер, почитувани присутни, најпрво благодарам за поканата на организаторите на овој настан, кој што отвара теми кои што се особено значајни, но и драго ми е, гледајќи листата на говорници, со навистина компетентни и најкомпетентните луѓе во Република Македонија на овие теми. Насловот на оваа завршна конференција во вид на прашање е дополнителна провокација за дискусија, но јас веднаш ќе го кажам мојот одговор на оваа дилема. На поглавието 23 не смее да се гледа како на Пандорина кутија. Од Пандорината кутија излегуваат разни работи, дури не знаете што ќе излезе. Некогаш излегува добро, некогаш излегува лошо, излегува зло, но излегува надеж. Отварањето на поглавието 23 за мене е отварање на пат за добро владење. Одењето по тој пат нема да е лесен, но ќе има многу препреки, но сепак има и голема доза на известност, особено ако знаеме дека тој пат го изодиле многу земји пред нас, но и го одат некои во моментот. Реформите од поглавието 23 се реформи за добро владење, реформи за воспоставување на владење на правото, реформи за правна сигурност и истите се потреба на граѓаните на секоја земја, вклучувајќи и Република Македонија, а не формален услов на Европската Унија. Јас лично сум поборник на суштински реформи, наспроти формално штиклирање на извршени задачи на чек листа. И затоа сметам дека сите стратегии и акциони планови се жива материја која може и нужно ќе се менува ако пристапот во реформите е суштински. Несомнена ни е потребата од потполно усогласување на националното законодавство со европските стандарди, но многу позначајно е неговата имплементација, која што всушност дава можност нормата да ја исполните со дух и да ја тестирате во пракса. Веќе во јавноста долго време се зборува, денеска беше потенцирано и од претходните говорници, дека независно, деполитизирано, ефикасно судство е всушност најбазичниот предуслов за воспоставување на правна држава и владење на правото, и не случајно токму тоа е потенцирано како најприоритетна област во најновиот извештај на Европската Унија за напредокот во Република Македонија. Од друга страна, борбата против корупција е прашање на кое секоја земја ја покажува способноста за ефикасно спроведување на донесените закони, како при превенција, така и при казнување на корупцијата. А спречување на корупцијата во правосудната сфера е особен предизвик, ако се има во предвид посебното значење на оваа фела во градење на систем на владење на право, но и фактичката борба на корупцијата на другите носители на власт. За значењето на човековите права мислам дека дури не треба да зборуваме, бидејќи тие се всушност суштинскиот елемент или есенцијата на секој човек. При тоа наша обврска е не само да ги гарантираме истите, туку и да покажеме способност да дадеме заштита при евентуално нивно кршење. Сакам да завршам со тоа дека практично секој чекор во имплементацијата на поглавието 23 во Република Македонија треба да биде чекор напред во јакнење на правната сигурност и доверба на граѓаните во судскиот систем и во правната држава. Во процесот на реформи кои што се во надлежност на Министерството за правда, најавувам и барам партнерство со невладиниот сектор и со експертската јавност, инклузивен процес во кој што ќе дадеме предност на квалитетот на реформите, наспроти компромис заради компромис и наспроти трчањето по рокови по секоја цена. Ви благодарам.